Го имам господинот Горан Сугаревски, кој што е директор на Царината на Република Северна Македонија и кој што деновиве по сила на функцијата, иако беше многу актуелен заради некои прашања за кои ќе поразговараме, сепак бидејќи траја анализите, истрагите, да не кажем и така натаму, па не беше во можност да гостува многу по новинарски емисии. Господин Сугаревски, бевте 3-4 години министер на едно од најкомпликуваните и најтешките министерства, Министерството за транспорт и така натаму, тоа се третира како многу комплексно министерство. Може би помисливте дека во царината ќе се одморите малку. Во јануари 2021 станавте директор на царината и сега одеднаш една голема, да кажем, афера и така натаму. Ви користили искуството претходно од министрувањето во справувањето со ова што малку ќе поразговараме во овој разговор денеска? Или немавте таков впечаток како што јас се обидов да представам дека малку заслужен одмор ќе имате во царина? Благодарам за поканата. Прво, оние функции кои што ги обавувам се сериозен предизвик и се многу важни за државата. И секогаш сум настојувал да тие функции ги обавувам со честен пристап, со се она што сметам дека треба да се сработи, меѓутоа документирано да се сработи, се со цел да вие новинарите бидете и се разбира и граѓаните бидат навремено и правилно информирани. Многу често пати се зборува за шпекулации и така натаму, така да јас низ овој период, да речеме, од неколку месеци, посебно последниве 2-3 недели кога се спроведуваја одредени внатрешни контроли во Царинската управа, видов дека навистина во периодот кој што ова се работело доста и се разбира дел од оние работи за кои што некој условно може да каже утре дека државата би била оштетена, апсолутно не е точно, бидејќи во тој дел каде што главната дејност на Царинската управа е собирањето и еден од главните собирачи на давачките во Република Северна Македонија е тоа што се разбира и еден од главните полначи на буџетот. Тоа во континуитет се прави, мислам дека из разговоров ќе кажем одредени податоци кои се исклучително битни и добри, како добри вести за државата и за граѓаните, а во делот на она дали одмор, не, мислам, овие се такви предизвици кои што апсолутно не се да... Како пратеник може денот ви почнува во 11 саат, пред седница во 10 саат. Добро, често пати почнуваш и порано, бидејќи бев и координатор на пратеничката група и мораше да од ти правило за координаторот е прв да доаѓа во собрание, последен да си оди, така да имавме доста ангажмани таму и тоа е тоа. Чувствувам енергија сериозна. За 11 часот е закажана пресконференција на двајцата министри која е посветена на оваа афера која што се издигна во последните неколку недели за увозот на токсични нафтени деривати, во кое што и вашата и Царинската управа беше вклучена во истрагите, па малку се одолжи целата анализа за пар недели, требаше да биде побрзо и така натаму. Не, значи се работеше на тоа да се направи прво сублимиран извештај од страна на Царинската управа, Државниот пазарен инспекторат и Инспекторатот за екологија. Владата на првата седница, кога се расправаше околу оваа точка, донесе одредени заклучоци по кои што постапи институциите, меѓутоа заради подобро запознавање на членовите на владата, се донесоа и дополнителни заклучоци кои што низ текот на овие денови институциите ги постапија по нив. Во 11 часот е закажана пресконференција на министерот Бектеши со вице-премиерот задолжен за корупција, за борба против корупција, господинот Липчо Николовски, на која што ќе биде објавен сублимираниот извештај за сите активности кои што се преземени од овие институции. Јас накратко би сакал, ако ми дозволите, да објаснам за прагматично што значи ова и граѓаните да го разберат, за да не биде дека се случува не знам што, она познатиот народен муавет по границите или било каде. Значи, основната дејност на Царинската управа е да утврди точен тарифен број каде треба да се распореди стоката. Што тоа подразбира? Значи, ако ние сме собирачи на ДДВ, на акциза и на царина, и сме пак, како што кажав, еден од главните полначи на буџетот, ние за нас основно и најважно е како, согласно тој тарифен број, согласно одредување тие лесни, средни или тешки, речиме, не знам, масла за ложење, кои што се под називот на мазут, биде утврдено на кој начин согласно таа извозна декларација која што има, извозна или увозна декларација која што имаат, и точно да се утврди согласно документираната и физичка контрола која што врши царинскиот службеник.
Значи ние проверуваме дали таа декларација се совпаѓа со фактурата. Чекайте, само да појасниме нешто. Бидејќи се работи за утврдување и бидејќи се работи за, како што велите, царинскиот службеник треба точно да процени тоа сепак и заради јавноста, тоа не значи дека секоја цистерна е предмет на анализа во смисла не на папирологијата на документите, туку земате мостри од секоја цистерна што Да, видите, значи земањето треба народот да знае една работа. Земањето на мостри од секоја цистерна ја чини и државата. Значи проценка се прави, проценка врз база на анализата на ризик, дека не може секоја цистерна да биде проверувана. Колку цистерни годишно поминуваат? Па некаде над 1500 поминуваат по основ на мазути, замислете ако 24.000 денари, една, тоа се околу 600.000 евра. 400 евра е тестот. Значи станува збор за и сега ние што велиме? Да, треба да се зголемат контролите и согласно заклучоците на влада да се зголеми уште повеќе соработката на дневна основа меѓу Царинската управа, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за екологија. Со комуникација службена каде што согласно налозите кои што ги дава дополнително Државниот пазарен инспекторат, Царинската управа што ме прашавте вие зема мостри, кои што мостри понатаму се испитуваат. Со други зборови, кајва се работата наназад? Значи, не е работата да секоја цистерна се испитува на граничниот премен, туку е работата кога пазарната инспекција, контролирајќи го пазарот на овие деривати во Македонија, ќе констатира злоупотреби, потоа дел од работата ја превземате вие за да испитате што е увезено, кога, колку, тоа ги сакате да кажете. Значи, ќе кажам два моменти. Првиот момент е дека со запирање кога се земаат мостри, со запирањето на граничниот премин на одредени цистерни. По налог на пазарната инспекција, Царинската управа зема мостри. Тие мостри се испитуваат и се гледа дали е согласно МАК стандардот или не се. Само по налог на пазарната инспекција? Не. И имате и самите? Ние, да, меѓутоа ние согласно правилникот за квалитет на горивата, Царинската управа зема дел и го проверува сулфурот. Добро. И тука е јасно. И во овие примери, тоа беше неколку пати подсетирано, нема некоја нова вест да биде во 11, дека согласно она што Царинската управа во својата лабораторија што ги има направено, дека нема проблеми во делот на сулфурот. Значи тоа е до 1% толерирањето, бидејќи доколку надмини 1%, тие цистерни мора да бидат вратени назад. Добро. И апсолутно мислам дека во тој дел не треба да има, не знам, пак ќе кажам, заради она што е битно правилно информирани граѓаните да бидат, не треба да има шпекулации. Имало низ периодот обиди некакви на одредени фирми да прикажат, да речеме, наместо дизел гориво мазут, се со цел да избегнат акцизата. Меѓутоа, тие на лице место е констатирано дека тоа е така и на лице место се наплатени делот на давачките кои што државата треба да се ги земи. Тоа е посебно во делот на акцизата. Така да имаме една јасна и чиста ситуација, самиот извештај ќе покажи дел работи дека е работено на внатрешни контроли, ние ги проверувавме сите согласно заклучокот на владата фирми, согласно зборуваме сега за нашите надлежности, значи Царинската управа работи согласно неколку закони, законот за царинска тарифа, царинскиот закон и така натаму, и сметаме дека согласно она кое што ние сме го сработили, не постојат дел работи кои што беа нафрлани низ јавност дека како се случувало. Значи имаше разни шпекулации. Добро. И затоа дел шпекулации претпоставувам дека ќе бидат обелоденети, расчистени во 11 часот на пресконференција, меѓутоа и онако доколку некој од инспекторатите не би сакал сега, ќе простите да вадам детали ради коректноста на према она што е договорено во 11 часот да биде се објавено, меѓутоа па и не би сакал да влезам во делот на ингеренциите на Државниот пазарен инспекторат и инспекторатот за екологија. Господин Сугаревски, ги гледав некои од миналите истражувања за перцепцијата на корупцијата во Македонија и морам да кажам дека не можам да најдам царината во високите перцепции за корумпираност на институциите. Имаше други времиња порано кога царината и воопшто тој тип на служби во Македонија беа барабар со судство, со полиција и така натаму. Што состојба затекнавте вие во тој дел кога дојдовте пред 6-7 месеци за директор? Какви практики се развиени, функционира ли тоа, има ли механизми ефикасни за пријавување, имате ли случаи кои што ги ловите и кои што сте ги документирали и процесуирали? Јас ќе го кажам она што и јас истото ќе се согласам со вас, дека гледајќи ги истражувањата и анкетите кои што се прават, ако перцепцијата на населението било дека царината како служба
била пред неколку години на високо место на корумпираност. Апсолутно по последните истражувања веќе сме далеку од тие челни места и тука сум од една страна среќен, меѓутоа тоа ми дава уште дополнителен Тоа не значи дека нема корупција. Да, дека треба да работиме апсолутно да работиме на искоренување или на намалување на тој процент на корупција во делот на царинската управа и од една страна тоа е. Меѓутоа морам да потенцирам дека и самите реформи кои што се правени низ овие 30 на години се дека посебно во делот на дигитализацијата која што е направена, каде што апсолутно треба да биде тргнат на страна човечкиот фактор, допринесло да овој процент реално се намали, дали ловиме, да се разбира ловиме и по службена должност, меѓутоа очекувањата мои и како директор и веројатно вашите на сите се да имам поголем број на пријави. Значи да се јавуваат на телефонскиот број кој што секаде се обидуваме и со вице-премиерот да го доставиме во граѓани да се јавуваат и да пријават. Не за да биде лов на вештерки, туку едноставно дека постои некаков основ, а тој основ понатаму се разбира низ наши постапки. Имаме посебна служба за професионална одговорност која што сите тие Имате и служба за разузнавање, собствено. Да, и служба за разузнавање имаме и служба за професионална одговорност. Таа служба за разузнавање функционира? Функционира сега дополнително, работиме и во делот со ОТА за уште да функционира, така да очекувам дека се разбира во периодов на со добивањето на сертификатите на одреден на царински службеници и дополнителната опрема која што ја имаме, дека уште дополнителни резултати ќе даде во делот на се разбира на ловењето. Така да очекувањата мои се дека ќе го зголеми дел државата треба да си ги земи своите давачки кои што понатаму се разбира. Каква е состојбата со давачките годинава? Излегуваме од пандемија. Јас често пати на мојата Facebook страна ги објавувам резултатите, реализацијата на приходите по основ на царина, ДДВ и акциза и сакам да изразам големо задоволство бидејќи не само што се подобри резултатите од 2020 година и бидејќи првите 2 месеци да имаме во предвид дека немаше ковид ситуација. И ако уште се води делот на тоа, значи резултатите се многу подобри со повеќе од 20% од 2020 година, а се дури 5% подобри од 2019, кога се рачуна за една од подобрите години во делот на собирањето до кој датум? До мај? Давачки до 31 мај. Да, ордановски до 31 мај. На што е тоа резултат? Тоа е резултат дека функционирал системот во тој дел што е за нас исклучително битно, посебно во делот и на товарниот сообраќај. Значи не се државата ги употребила сите алатки. И тоа, не знам, веројатно подолга емисија нас ни треба за како уште во периодот, еве спомнавте како министер на транспорт и врски со тогашниот директор на Царинска управа, со министерот Димитров и со цела влада како сме функционирале во делот на пандемискиот период кога навистина товарниот сообраќај и по основ на намирници, по основ на медицински по основ на медицина, по основ на се влегувало и како тоа функционирало маестрално, бидејќи државата во даден момент можеше да биде загрозена, голем дел на товарен сообраќај беше заглавен низ границите низ Европа, па имавме сериозни обиди, така да очекувам дека согласно работата која што во моментов се случува, дека добри ќе бидат бројките во Вие сте како царин дел, ако не слажемо, 29-тото поглавје на преговорите со Европската унија, со Европската комисија и така натаму. Кога човек ќе влезе на вашата веб страница, имате и посебен дел за меѓународни активности и така натаму, јас се подготвував малку за овој разговор. Вие имате кој знае колку тековни завршени проекти во соработка со меѓународни организации, Европска унија, да не говорам за ИПА фондови и така натаму. Царината некако беше, тоа и самиот го рековте, во последните 2-3 децении под посебен фокус на меѓународна, би рекол, контрола и развој, бидејќи контролата на тоа што врви преку балканските граници од секогаш бил интерес кој е далеку поширок колку само нашиот национален интерес и така. Што е она што сега го работите со странците? Претпоставам дека на ниво на развој на софтвери, на ниво на дигитализација и така натаму тие процеси се завршени. Што е она што сега вие во центарот на соработка? Ќе кажем еден пример, работиме на едношалтерски систем за во делот на дозволите за увоз и извоз и сметаме дека овој проект го работиме заедно со Светска банка ќе биде исклучително важен во делот конкретно без хартијаното давање на дозволите. Тоа значи камион кој ќе дојде на граница. Пред да дојде ќе има сознанија царинскиот службеник за да настани улеснување во делот на транспортот.
да не се чека по 5 сати, Кога по се 10 натоварил во Солунско Да, пристаниште, веќе царинскиот документ ќе ги добија пред неколку часа, значи ќе има време царинскиот службеник да ги добија тие документи и декларации. Значи исклучително битен проект. Што сакам друго да кажам? И тоа е дел со она што и претходно го работев. Значи имаме сериозни проекти кои што се врзани со, еве ќе земам, Маркова нога, граничниот премин. кој што никако да се отвори. Никако да се отвори, меѓутоа од наша страна, од страна на нашата држава, значи проекти, обезбедени средства. Мислам дека грците се понапред отидени за Маркова нога од ние што сме. Немам јас печаток таков. Добро. Немам печаток таков, мислам дека ние сме понапред во тој процес, меѓутоа сега да не Ја би рекол дека сме ние можеби во политичка али, смисла, во подготовка, ако не се лажам и некој извештај последни во и грците во подготовка исто така сме ќе биде ли до 22 отворен? Ќе биде, очекувањата се наши дека во тек треба да биде. До 22 не ве прашам за понатаму. Низ 22 тоа можам да го кажам, треба да биде, значи имајќи во предвид дека тоа го работиме заедно со и други институции кои што треба да бидат вклучени, пример јавното претпријатие за државни патишта и други институции, тука е и Министерството за внатрешни работи се разбира, да тоа го завршиме и тој граничен да се стави во функција. И не само од аспект саше на преспанскиот договор, туку и од аспект на она што ќе значи добар дел на население од Пелагонискиот регион да може да го користи тој граничен премин. Исто така се работи на проекти кои што се врзани со граничниот премин Делчево. Се работи, очекуваме дека граничниот премин Чафасан исто ќе биде целосно реконструиран и дополнително да го спомнам граничниот премин Девебајр. Значи, пак ќе кажем, Царинската управа, ја спомнавте, 29-то поглавје, ќе си земам за право да кажам дека е најспремна институција во држава да утре да отпочне да го заврши, почне и заврши поглавјето во делот на преговори со Европската унија. Значи, до тоа сум повеќе од сигурен, работев низ повеќе институции и гледам дека станува збор на вистина за моменти кои што и вие ги спомнавте. Во подготовката на вас сте виделе, значи бројни работи, тоа е добро ми олеснивте во делот да одговорите, да кажам, бидејќи на вистина има сериозен кадар кој што работи, сакам јавно да го пофалам. пофалам. Вашиот претходник кој што беше. Да, апсолутно, значи вложувано е тука апсолутно да не. Па дури морам да кажам дека и претходната влада, значи работено е во делот на овие години, вложувано е во царинската управа и тоа морам да го кажам јасно и гласно. Претпоставам повеќе во однос на други институции и во делот на кадар, меѓутоа и во делот на проекти, посебно делот на дигитализација и така натаму, која што е основна алатка во борба против корупцијата. А Шугаревски, имам уште неколку минути, а не можам да ви дадам да си одите, а да не ме прашам за чиста политика. Вие сте дел на СДСМ, координатор на пратеничка група, председател на надзорен одбор. Имав еден прилично критичен разговор со вашиот председател за тоа како ви изгледа раководството на СДСМ, но сега таа тема со вас не би отварале. Спремни, што се вашите прогнози, подготвени ли сте за локалните избори? Практично кампањата ви почнува за пар месеци. Да, значи ние практично од вчера имавме седница на Централниот одбор. Именуване Лјупчо Николовски. Да, именуване генералниот секретар Николовски за шеф на Републичкиот изборен штаб. Очекувам овие денови целосно да биде создаден тој штаб и едновремено да се разбира се биде испратено и до општинските организации за делот на штабско работење. Ние имаме сериозни, значи согласно на што е претходно сработено, меѓутоа и сериозни проекти кои што ќе бидат понудени на граѓаните на престојните локални избори. Моите очекувања се дека СДСМ ќе победи на овие избори и сметам дека уште од старт СДСМ е фаворит. И го гледам аспектот на СДСМ, не од аспектот на опозицијата. Не ни очекувам дека ќе кажете нешто друго. Сакам нешто друго да ве прашам. Таа анализа е нешто што се прави секојдневно, капацитетот коалицијски на СДСМ е далеко поголем од опозицијата. Ако евентуално излезете со оваа владина коалиција на локалните избори за одредени места локални во Македонија, работата ќе биде прилично јасна, бидејќи таму ќе превладее тој коалицијски капацитет. Меѓутоа Битола, Прилеп, секогаш биле места штип, каде што директно доаѓал до судирот помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Какви се проценките? Како стоите во овие? Тоа што вие го зборувате и така беше согласно последните резултати кои што беа и на парламентарните избори, пак и ги спомнам и председателските. Да, меѓутоа очекувам јас, бидејќи последната година навистина е доста истработено, очекувам дека и на тие места дека СДСМ ќе однеси победа. Моето размислување не е само делот на пристраснот, согласно она што го гледам и од терен. Навистина мислам дека и во делот на владата, меѓутоа и во делот на градоначелниците,
се испорачува према граѓаните, се разбира секогаш може подобро и најдобро. Меѓутоа мислам дека во голема мера, јас не би типувал сега, бидејќи ние имаме од 61 општина, од 80 општини, од 60 некаде околу 61 или не знам, 60. Да би типувал резултат, меѓутоа мислам дека во 60 на општини на преватор плюс град Скопје. Во делот на тие 60 општини, мојата проценка дека СМК има сериозно со коалиционите партнери, сериозно мнозинство во и делот на победа на градоначалниците, меѓутоа и во делот на советничките листи. Добро, јас знам дека вечерта после изборите сите ќе прогласат победа. Математиката ќе се различи, ќе се релативизира. Видете, сега мислам дека доволно долго сме вие како следачи и аналитичари во овој дел на политиката, ние како политичари, сите вечерта кој без разлика како слави, сите си знаеме во себе каков е исходот од тие избори. Мислам дека за такви размислувања да нема, мислам дека овде ќе биде јасен резултатот од предвреме, кристално јасен, за да без разлика било кој им кажува на членовите вака или така, едноставно ќе имаме јасен исход, се очекувам се да само да сериозно да победиме. Како ќе поминете во Скопје на локалните избори? Мојата проценка е дека ќе победиме во Скопје. Добро. Немам јас време за повеќе детали, а можда не сте ни вие вистинската адреса за тоа, ама ќе ве фатиме за оваа изјава и после изборите, па ќе видиме кој што говорил. Горан Сугаревски, директор на Царината, за 15 на минути почнува пресконференцијата на двајцата министри, па ќе видиме што ќе соопштат тие, но благодарам за овој бекграунд разговор, можеби ќе им биде корисен и на гледачите на јавноста за да разберат што е она што ќе биде соопштено. Во 10 благодарам и добро би дошол кога ги да ме поканите. Па вие сте еден од тие кои што доаѓате, морам да кажам, иако додека бевте министар имавме можеби и почесто прилики за тоа и потреба сега како директор на Царината. Еве да не беше оваа сега афера и така. Така да. Благодарам во секој случај и сум на располагање секогаш. Благодарам.